Добър ден, драги наши приятели на Вкусот на традицијата. За денешната емисија ве поздравуваме од преубавата Словенија. Поточно сега се наоѓам во непосредна близина на градот Кранј, поточно во селото Бесница, каде што живее нашиот македонец, кој што е жив пример за човек како може да успее, да почне од нула и да стигне до толку многу големи успеси. Денеска ви го представувам нашиот македонец, токму тука од Словенија, од Кранј. Тој е господинот Бошко Беќарски, кој што е собственик на 4 објекти. Значи, постигнува многу, работи напорно. Собственик е на традиционалниот ресторан Гитадела, потоа пицеријата Силвестер, етнокомплексот за викенд забави, дружби, семејни средби и така натаму, Милје и кафе барот Кафе М. Здраво, живо. Здраво, и добро ти дошла. добро те најдов. Ова е твојот семеен вила е тука. Ти ни ги отвори вратите и зошто беше посебно значајно за нас да дојдеме овде. Ја гледате оваа фолија тука позади? Тука имаме пиперки, патлиџанчиња, мајката негова ни набре јаготки од фолијата, тиквица, нане, магданос, морков, кромице, што ги користи овие состојки во сите негови ресторани. Кажи ми, од каде ти е потеклото? Па, од Малешевијата. Од Малешевијата. Значи, нема настан во Словенија каде што твоето име не е инволвирано. Твоето срце вела дека е толку широко и големо, даваш на сите луѓе, на сите македонски друштва, а посебно го поддржуваш Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи. Така, исто, да, тоа. Така. Значи, ти си роден овде, еве, ова е неговата мајка, еве, ни донесе... Ни донесе и малинки. Ова е привилегијата на воздухот сама. Ти си роден овде? Да. Тука си роден, но зборуваш и македонски јазик, ги почитуваш сите македонски обичаи и традиции. Да. Се уште на тој принцип си живеете во вашата семејна куќа? Мора така. Мора така. Традиција мора да стане. Така. Вела дека на некој нешто му запне. Знаете кој е било решението кога сте во Кранј? Само вртите на телефон Бошко и Бошко ви ги решава сите невозможни ситуации. Драги мои, голема чест беше за Вкусот на традицијата, што дојдовме кај Бошко и прво тргнуваме од потребните состојки. Не случајно сме овде, значи ова ќе ни бидат потребни состојки и сега ќе одиме во неговиот ресторан, каде што ќе ни подготви, ребро ќе ни подготвиш, така? А ребро, зошто е толку популарно и кај словенците, и кај македонците неговото ребро? Ќе видите затоа што зеленчукот е токму од оваа фолија, а инаку вчера го посетив ресторанот Гитадела, каде што ужива во сите вкусови, во сите споени вкусови, значи на зеленчукот, месото и специјалитетите. Сега ќе се упатиме во твојот ресторан и кажи ми пред да заминеме како е животот тука во Словенија. Ти си пример, нели, дека може да се успее само кога се сака. Кога секаде може да се успее, само треба да има волја. Така. И подршка да имаш исто од родителите и секој. Сам не можеш ништо, ако немаш кој да ти помага, Така. не може да успееш. Но ти имаш голема поддршка од синовите? Од жената, синове. Татко си на два сина, Да, како да. се викаат синовите? Јан и Маркус. Јан Јани. работи ке мене таму исто. Ете, така и твојата сопруга и твојата мајка.
Браво, секоја чест за сите успеси. Ние се гордееме со вас, затоа што вие сте нашите македонци тука во Словенија. И сега одиме да готвиме заедно. Ајде, да пробам. И леле, каков е вкусот. Правиш ли сладко од овие? И сок правиш, а? Не сака да се снима, ама од позади камера ни кажува. Многу е вкусно. Нешто прекрасно. Ајде сега одиме. Ајде. Одиме во ресторанот, во Силвестер, каде што ќе ни прави ребра. Драги мои, од целото Бесница, од родниот дом на нашиот домаќин Бошко, дојдовме во пицерија Силвестер Сталоне, ама не е Сталоне, тука е само Силвестер, каде што доаѓаат многу гости и македонци и словенци. Да. И зошто дојдовме сега овде? Затоа што реброто што го прави газда Бошко е најубавото, затоа што лично ребрата тој ги прави во сите негови ресторани. Си има свој мастрав, си има начин како ги прави и се незаменливи. Значи чекаат на ред тука да јадат од ребрата на газда Бошко. Што ставаш, магија ли им правиш на ребрава за да бидат толку убави и вкусни? Што се е потребно за да направиме, да ги направиме ребрата на газда Бошко? Треба компир, треба Млад зеленчук, компир. да, млад компир, Пиперка, пиперка, тикви, тиквичка, да, кромит, кромит морков. и морков. Тоа се тие главни состојки. Главни состојки. Да. Ние не ви кажуваме колку доза, затоа што ова е ресторанско подготвување, значи за многу порции. Вие адаптирајте си према вашиот број на членови на семејството. Така, и ребрата, може да ги видиме ребрата. Може. Така, Може да се насечени, може да се и цели исто. и цели, и Да. насечени. Како сакат. Така, Да. така. За ребрата е многу важно да се печат поленка и повеќе време, после се помеки и посочни. Тоа е таа маленка тајна, не смееш брзо да ги печеш. Полецка, Полецка, полека. да. А дали се печа тука во фурна? Да, тука. Тука има и веќе некои пици се печат. Да. Жар, оган има. Ова мора да се сними, ова мора. Ние ги печеме цела вече, кога затвориме ресторанот, ставиме ребрата во фурната и цела ноќ се печат. На Цела поленка, ноќ. Да. Ајде да видиме сега како ти тоа ќе го сложиш. Ево. Да. Кога ставиме треба да бидат поголеми прчиња, ако се маленки, после многу брже изгоре. Така, значи Да. поголеми парчиња. Да. Моркови може да станат исто цели, кога се спечат се после помеки, полесно се сечат после. А кромидот, Кромидов исто ставиме поголеми. Прво ставиме кромпир. компирот, Да. да јас ќе го ставам тоа. Окей. Кромит исто на поголеми прчиња. Мислам дека тајната и во тоа што се пече во ова фурна на дрва на жар. Тоа да е. Знаете, вкусот е секогаш поинако. Иначе во неговите ресторани се слушат и словенски и македонски јадења. Видовте вие во ресторанот Гита Дела, каде што бев, значи пробав словенски јаден, штрукли пробав, така? Штрукли, да, штрукли се многу познати во Штрукли со Словенија. сирење. Да. Па јадев шницла, што сака словенците. Речка шница, да. Да, после и нешто друго имаше специјалитети од месо. Значи, всушност, тајната на овие ребра е во големото количество на зеленчук. Така? На зеленчук. И а компир, зачини компир е поглавно. и компир, млад Зачини, компир. Само сол и пипер, не треба ништо друго. Само сол и пипер, ништо друго. Да. Значи, не мора за овие ребра да бидат толку многу добри да ставате многу зачини. Да. Само пипер и бибер и Да.
Така. Stavim rebra. По колку вакви тави дневно, еве за еден ресторан се прават? Многу, а? Mi pravimo po 10 kila dnevno. 10 кила дневно Да. за еден ресторан. Да. Браво. И сега верувам дека и Pa од... nije toliko pravime, като nema za site non-stop. Така. Значи додека се потроши Da, posle stavim malko belo vino, бело вино, da se ne zapali. така, а ставаш I voda mora da se stavi. масло, Inače pobavo da se namaže pleho sa svasti. аха, нека го тука, Okay. I сега- I voda, još malko voda stavim. еве побели, Da, hvala. Ako ne stavime voda, ќе изгори. Ќе изгори od ozora, Da. tako da. И тука сега ќе си се спојат сите мириси и вкусови Да. и ќе уживаме. Значи, ќе се остави ова цела ног да се пече. Ние ќе дојдеме и утре, ама веќе имаат една тава испечено, Може, што може. ноќеска се печеше, ние ќе пробаме од таа тава. Ставиме фолија, Ја после затвараш со преко. фолија. Еве ти. Evo. А многу имам мерак една пица на брзинка да ми направиш. Može se Оти ти си познат по убавите пици. Да. И тестото лично ти го правиш. Da. Значи тоа е тоа. И сега оди ова на печење во фурната. Аха. Evo. I толку. Evo. Еве сега ќе ја вадат пицата што е веќе за нарачка, за мене ќе направи посебна. Da. Ау, ау, каква е убава. Da se stavim malko origano. Sve, pa Прекрасно нешто. Може. Сега додека чекаме масата да се постави трпезата со ребренцата, ние за предјадење ќе си каснеме една убава пица. Evo. Stavim 2 olivi. Malko pršut. Da se pomalenki prčinja, polesno se jade posle. Да. Супер, на здравје нека им е. Evo, prijatno. Evo, сега акција. Еве сега пицата за мене. Пицата за мене. Сакам многу лута, да видам како ќе ја направи. Тестото инаку го научил од рецептот од неговата мајка. Пошто е по потекло од Виница, така? Твојата мајка. Мајка ми од Блатец, да? Од Блатец. Блатец. Evo, zemljamo prvo testo. Dole stavim brašno. Seba, da mi malo zranave speći. Evo. Stavim telati. Sirenje. Малко сладомирки, перки, малко печурки, малко пармезанike stavimo, malenkite. Još malko sirene samo do zgore, da je posočno posle. Evo, Adriana, to je ta pizza. Ovdje u pečkata.
A ќе биде многу лута, пази се. Ќе да дадеме после još малку работи. Драги наши пријатели, кај Бошко е секогаш така. Што и да направи тој, мора да го подели со пријателите, со македонците, со словенците. И еве, ние денеска уживаме повторно во друштво со нашите пријатели, со господјата Драгана, председателката на Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи, и господин Отилија, кој што е основоположник токму на ова друштво, а Бошко е секогаш и во секој миг позадини за се што и да треба. И како велиш ти, тоа што се множи, тоа што се дели, се множи. Ти затоа делиш се, од срцето ти е како планина ти е срцето. Сега да ги пробаме, еве погледнете како изгледат на Бошко ребрата. Ама овие ребра нешто многу масни стојат. Многу масни. Не се шегувам, значи како изгледа ова, прстите да ги излижете. Еве како изгледа и во порција сервирано тука. Јас ја добив мојата лута пица и салатата. Еве сега да почнеме. Ајде повелете. Да земеме прво од ова што е леле како се меки. Ау. Бошко, значи алал вера за работата што ја работиш. Дај да ти ставам и на тебе. Браво бе, Бошко, алал да ти е леле. Ова не може да се пати со вилгушка, се распаѓа. Ова се распаѓа. Да. Малку зеленчук да земе, како он тоа меракински го направи. Боже. Сега ми е јасно зошто овде се чека ред за ребра. Затоа што внатре има и тиквица, и кромит, и пиперка, и морков, и нема нешто што нема. Гледаш, Драгана, не може да го земеш? Значи се распаѓа. Чекай, ево. Ова ни е прекрасен заеднички ручек пред нашето заминување за приморскиот дел во Словенија, каде што ќе ги поздравиме нашите пријатели во Порторош. Не може да дојдеме во Словенија да не си ги посетиме и пријателите. Маестро на ребрата, секоја ти чест, да си ни здрав и жив, затоа што нашите македонци, кога ти имаат тебе, не се грижат за ништо. Илија, Драгана, на здравје и да наздравиме за успешно завршениот 27-ми поред етно фолк фестивал на Друштвото Свети Кирил и Методи. Да си славите уште многу години. На здравје, а сега ќе ја пробам мојата лута пица отров.